Продолжуваме со сетот видеа наменети за средношколци во четврта година гимназиско образование, кои што го слушаат предметот психологија. За оние кои што не ме познаваат, е прво видео од оние кои што ги гледаат. Јас сум Николина Ивановска-Кутевска, работам во Средното училиште Ѓорги Димитров, Никола Карев и во Здравко Цветковски. Продолжуваме на тема емоции. Она што за денеска во ова видео ќе зборуваме е контролата на емоции. Контролата на емоции всушност представува една од најважните животни вештини. Ние всушност нашите емоции го контролираат најчесто нашето однесување. Нашето однесување е нешто што ни е двигател, еден од двигателите на нашиот живот, па усовршувајќи ги начините и техниките за контрола на емоции, можеби многу да си олесниме и на себе и на нашата околина. Она што е многу важно кога зборуваме за контрола на емоции е да дојдеме до свесност дека емоцијата всушност, емоцијата која што ни се јавува во одреден момент е нешто што следи после нашата мисла. Значи, ние со нашата мисла управуваме на нашите емоции. Доколку ние успееме со одредени техники на свесно ниво да влијаеме на нашата мисла, очекуваме дека емоциите кои што би ни се јавиле би биле по-рационални, по-соодветни, за разлика од оние кои што и не ни се толку можеби посакувани. Важно е и доказот за тоа дека нашите мисли всушност ги произведуваат нашите емоции е тоа дека сите ние за исто нешто, за иста работа, за ист објект, за ист субјект реагираме со различни емоции. Сите ние имаме различна перцепција за нештата. За перцепција веќе зборувавме. Истата работа не предизвикува иста емоција кај секој од нас. Што значи дека за одреден субјект ние имаме различно доживување. Различното доживување прави да нашата мисла раѓа одредена емоција. И ова е исклучително важно да се запомни, затоа што ќе повторам уште еднаш. Со контрола, со техники совладани за контрола на мислите, ние директно може да влијаеме на нашите емоции. Кога станува збор за одредени ситуации во кои што се наоѓаме, ние во принцип, ние луѓето ги проценуваме или рационално или ирационално. Она што сакаме да го постигнеме е рационално да просудуваме одредени ситуации, да имаме рационална мисла, рационално да реагираме со нашите емоции, а тоа се постигнува со одредени техники кои што ќе ги спомнеме за некоја минута. Многу често се случува ние на одредена ситуација да реагираме ирационално. Во ирационалните наши реакции ние имаме бурни чувства, силни емоции, најчесто се негативни, изливи на бес, изливи на страв, паника, катастрофални сценарија за одреденото нешто. И на кој што сите тежнееме е како да научиме како да реагираме рационално во ситуацијата, односно како на рационален начин да ги контролираме нашите емоции. И во психолошката литература ќе сретнете многу техники за контролирање на емоции. Ние денеска ќе ги споменеме оние најзастапените. Еве неколку техники. Првата и најосновна работа е да се потсетиме, односно ние често кога се наоѓаме во одредена ситуација која што предизвикува силна емоција кај нас, ние многу често забраваме и да дишеме. Првата помош која што може да си ја направиме при контакт со одреден стресор, например, кој што ни предизвикува силна емоција, е да го контролираме нашето дишење. Ние знаеме, сме зборувале и претходно, кога зборувавме за автономен нервен систем, сме зборувале дека во ситуација кога ќе дојдеме со стресор, со нешто што ни предизвикува силна емоција, нашиот мозок испраќа
порака до одредена жлезда, најчесто е надбубрежната жлезда лачи адреналин. Адреналинот е оној кој што всушност прави зголемено срцебиење, зголемен крвен притисок, зголемен шеќер во крв, црвенило, бледило, препатување и така натака и го забрзува нашето дишење. Ние не често, односно скоро никогаш не можеме да ја контролираме работата директно, работата на нашето срце. Тоа е нешто што го прави нашиот автономен нервен систем, но и како може да го контролираме нашето дишење. Со самото тоа што ние ќе почнеме поспоро да дишеме, кога ќе го ставиме фокусот на нашето дишење, ние автоматски го даваме на нашиот организам информација дека треба полека да почне и да си ја обезбеди онаа хомеостаза. Една од техниките за дишење, наједноставната, која што секогаш е прва помош, техника за прва помош кога доаѓаме во силна емоција е полека да вдишуваме околу 4 секунди, да држиме 4 секунди, 6 секунди да издишеме. Идеално би било доколку вдишуваме од нос, држиме, издишуваме низ уста. Се разбира, ова се повторува неколку пати и се престанува за да не дојде до хипервентилација. Доказот за ова со дишењето дека ни е најпрва помош и најбезбедно во моментот би ни помогнало да го намалиме доживувањето и да воспоставиме контрола на емоции е токму она традиционално македонско што си го пренесуваме во вид на воспитување од генерација во генерација, кога викаме изброј до 10. Дишењево е нешто слично со тоа. Броејќи до 10, ние доаѓаме до фокус и до хомеостаза во организмот и го намалуваме афектот кој што одредена емоција може да го предизвика кај нас. Втората техника би била анализа на влијанието на силните емоции врз нас. Доколку дојдеме ние до свесност и доколку си признаеме себе си дека да, јас реагирам и со позитивни и со негативни емоции, самата свесност зошто ги имам овие емоции, од каде ми се јавуваат, која е причината за јас на таа ситуација да реагирам со негативна емоција, би ни помогнало многу во иднина да ги контролираме нашите емоции. Исто така, нешто што многу често го занемаруваме и е исклучително важно, а тоа е да сватиме дека и негативните емоции имаат многу позитивен аспект врз нас. Еве, на пример, да ја земаме емоцијата страв во време на пандемијата. Иако имаме чувство дека е исклучително негативна емоција, недобра за нас, не сакаме да ја имаме, не сакаме да се плашиме и така натака, таа има и такаков позитивен ефект во нашиот живот и во животот на нашите најблиски. Ние ако се плашиме ако имаме емоција страв да не заболиме од COVID, би превземале нешто посериозно, би се придржувале на препораките, баш поради тој страв што го имаме и со тоа би се заштитиле и себе и нашите најблиски. Доколку не чувствуваме страв, ние не би имале потреба да се придржуваме кон одредени протоколи. Третото нешто што е многу важно за контролата на емоции тоа е дали ние се соочуваме со емоциите, дали сме свесни за нашите емоции, дали психолошки се празниме, дали соодветно реагираме здраво на емоцијата или користиме одбранбен механизам репресија, тоест потиснување. Доколку ние не ги вадиме негативните или позитивните емоции од нас, интровертните личности се повеќе склони кон користење на одбранбен механизам репресија. Ние тоа го потиснуваме во себе. Емоцијата е тука, чувството е тука. Можеби на свесно ниво не, но на подсвесно ниво, доколку на здрав начин не го изфилтрираме од нашиот организам, тоа е тука во нас, тлее и постои можност понатаму да се јави како посттрауматски синдром и одредени други, да биде траума која што во понатамошниот наш живот ќе излезе на овој или на оној начин, или што би рекле гешталтистите, одредена незавршена работа во нашиот живот понатаму излегува и
се пренесува и се проектира и во други полиња од животот. Четвртото од техниките за контрола на емоција да станеме свесни што чувствуваме во овој момент. Ние како поготово ние во овој дел на Европа, некако сме многу повеќе насочени кон иднината или кон минатото. Ние можеме со сати, со часови да разговараме како сме се чувствувале вчера или што имаме за план да правиме во наредните неколку месеци, но кога ќе не праша некој како се чувствуваш сега, во моментов, ние по дефолт чисто од општа култура одговараме добро сум, добар. Не толку сме учени и воспитувани да ние бидеме свесни во одреден момент како се чувствуваме. Многу често ми се случува кога при одредена дискусија на час кога ќе прашам, окей, како се чувствувате сега? Соговорникот да се збуни и да не знае да одговори како се чувствува во одредениот момент. Кога ќе не идеме на некоја силна емоција, би било во ред да се сконцентрираме и да си одговориме на следниве неколку прашања. Како се чувствувам? Што придонело јас да се чувствувам вака? Оваа ситуација во која што сум, дали ја доживувам рационално или ја доживувам ирационално, и што можам да си направам за да се чувствувам подобро? Петтата од техниките е да не избрзуваме, да избегнуваме да носиме одлуки кога сме под силни емоции. Едноставно, можеби, оваа техника, главната тема на оваа техника е во одреден период да ставиме одредено нешто што не вознемирува, одреден стресор на страна, додека не си ги средиме емоциите, додека на рационално ниво не си ги обработиме емоциите, па потоа да си донесеме одлука како ќе се однесуваме со стресорот или со нештото што ни предизвикува силна емоција. Медитацијата како техника помага секогаш. Има личности кои што повеќе се склони на медитација, некои технички и едноставно нивната личност не прифаќа и не им прија медитацијата, но на YouTube и на нашиот YouTube канал има неколку медитации, би било во ред и да пробате како би било на одредени емоции да се справувате со помош на медитација. Шетањето во природа, витамин D, односно изложеноста на сончева енергија, на сончеви зраци, слушањето музика, поминување време со милениче, со некој кој што ни е драг, мил и ни предизвикува позитивни емоции, гледање на смешни видеа, сето тоа се добри техники кои што ни помагаат во контролата на емоциите и она што и од мој професионален аспект ми е должност да го кажам и да го препорачам, секогаш е добро да се зборува со психолог, не само со психолог, со нашите најблиски, со оние во кои што имате доверба. Знаете, самото кажување на одредена ситуација, на нешто што ве вознемирува и ви прави посилни емоции, вие завршува 50% од работата затоа што вие во тој момент еден филтер сте извадиле, сте изфилтрирале одредено нешто поврзано со она што ве вознемирува од вас. На нашиот YouTube канал со кој што е наречен Македонска средношколска психологија и на нашата Facebook страна со истото име, има многу техники за контрола на емоции, па ве покануваме да ги погледнете. Ви благодарам на вниманието.